Некогаш најголемиот празник во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Денот на Републиката, кочанските титовисти не го заборавија ниту оваа година. Во Јајце тогаш беше одржано второто заседание на АВНОј, кај што беа донесени најважните одлуки со кои што беше втемелена идната југословенска држава. Тие одлуки понатаму послужија за да се створи југословенската држава, во која сите републики и сите народи беа равноправни и во која слободата беше на високо ниво. Тоа е поводот и причината за собирање на Сдруженијето на граѓани Јосип Брз Тито, која секоја година, па и оваа, го прославува овој најголем ден во Социјалистичка Федеративна Република Југославија. Кочани е единствена општина во Македонија каде се слават значајните денови поврзани со постоењето на некогашна Југославија, но не е единствен на територијата на бившите републики. Одбележувањето на АВНОј денес имаше во Словенија и во Војводина. Го одбележуваме Денот на Републиката поради неопходноста од јакнење на заедништвото во суботица, да има повеќе разбирање, толеранција, солидарност. Исто така се залагаме нашата Република Србија да ги развива вредностите на некогашна Југославија, кога станува збор за независност, слободолюбливост, антифашизам, сами да одлучуваме за својата судбина. АВНОј беше почетокот на создавањето на нова Југославија, држава која обедини 5 народи во 6 републики и 2 покрајни. Пред распадот, СФРЈ се протегаше на 255.804.000 километри квадратни и имаше 23 милиони жители. Инаку, второто заседание на АВНОј се одржало на 29 и 30 ноември 1943 година во град Јајце. На него присуствувале 142 делегати. Државата која тогаш ја формирале функционираше 49 години се до 27 април 1992 година.